Почитувани, добар ден од мене. Повторно сте со новото издание на Црвена линија. Се разбира, ќе го посветиме токму на вашите ставови и размислувања. А еве и за што ќе зборуваме. Премиерот Димитар Ковачевски во Рејкјавик упати остри критики за однесувањето на Бугарија и подпредседателката Илијана Јотова, велејќи дека нејзините обвинувања како Македонија не ги почитува правата на бугарите се неосновани и дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Оваа реторика е иста со говорот од пред 2 месеца на подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски во Советот на Европа во Страсбург. Денеска во Црвена линија имаме 2 прашања до вас. Има ли надеж за бугарско-македонските односи и можни ли се промени во европскиот став кон Македонија? А на социјалните мрежи секако може да одговорите и на нашата анкета. Кога мислам на социјалните мрежи, конкретно мислам на Инстаграм. Така да задолжително веќе во овој момент кликнете за следете на Инстаграм анкета. Прашањето ни е следно. Задоцнет ли е говорот на премиерот Ковачевски? Имате 2 опции за одговор. Едната е да, другата не. И секако, зависно од тоа кој како од вас одговори на нашата анкета, ќе дознаеме таму некаде по рекламите, како што и стандардно ги откриваме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Но секако тука и ќе ве потсетам дека треба да не заследите и на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, како и на Твитер. А во продолжение да го погледнеме и прилогот на Тамара Ганчаровска. Втор ден препокување на релација Софија-Скопје на највисоко ниво. Откако вчера премиерот Димитар Ковачевски на обвинувањата на бугарската подпредседателка Илијана Јотова дека во Македонија има системско газење на правата на бугарите и возврати дека Бугарија кон Македонија се однесува како Русија кон Украина, денеска тој имаше нов дуел, овој пат на едно ниво повисоко, со шефот на бугарската држава Румен Радев. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Ковачевски нова му возврати дека во уставот ќе бидат впишани неговите сонародници. Откако работната група ќе ги направи амандманите, значи дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат сонародниците и наследниците на Радев во македонскиот устав. Радев, освен провокацијата околу сонародниците на Делчев, се пофали дека тој е всушност бугарскиот политичар кој успел да го реши бугарското прашање во Македонија. Може би сте забравили. Аз бях човекът, който през 2021 година за първи път постави проблема за правата на българите в Република Северна Македония на всички европейски институции и пред всички наши европейски партньори. 1 година удържах този процес, 2 вета на съвети по разширяване, докато нашите европейски партньори и институции не се убедят, че има проблем, че той не е двустранен, а това е европейски проблем. Радев отиде и чекор понатаму со тврдење дека за разлика од Македонија во која бугарите се тепаат и клубовите им се палат, во Бугарија македонците ги имаат сите права. Има ли в България хора, които се идентифицират като македонци? Има ли? Има. Но тези хора имат пълни права наравно с всички български граждани. Те могат да работят в администрацията на всички нива. Те могат да се кандидатират, да станат, да вземат всички изборни длъжности в нашата страна. Те имат пълните права и никой не ги ограничава, никой не ги преследва. Радев денеска се пожали на неисполнување на протоколот од страна на Македонија во делот на учебниците, јазикот на омразата, медиумите, отворање на архивите и извинувањето за етничките репресии кон Бугарија низ годините, за што рече дека ќе ги информирал европските држави. А сега на потекста токму вие. До нас се доаѓа со 023070005. Ке потсетам што се мора секако да се намали тонот на телевизорот целосно, да зборуваме преку слушалка и секако да слушнеме кои ќе бидат вашите одговори на нашите прашања. Па еве ќе стартуваме по последните
случувања според вас дали воопшто постои надеж за бугарско-македонските односи, односно за нивно подобрување и може ли се промени според вас по сева ова во европскиот став кон Македонија? Ако имаме гледач, почнуваме веднаш со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали добро се слушаме? Верувам дека да. Алко, Намалете го тонот на телевизорот. се слушате. Така, намалете го тонот на телевизорот. Сега одма. Сега вака. Со бугарите треба да и кинем подкитно преговорите. Дали се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме. Подкитно да и прекинеме преговорите, бидејќи во Македонија нема бугари, да му биде јасно и гласно и похитно да и прекинат преговорите. А таа американската амбасадорка да му прати во Европа писмо дека 16 пресуди 17 у Страсбург не се признае, не е признаено македонско малцинство во Бугарија. Според вас можни ли се промени на европскиот став кон Македонија? Да и прекине преговорите и у Бугарија, во Македонија нема бугари. И ништо повеќе. Бугарија е фашистичка држава. И на крајот Според вас дали е можна промена на европскиот став кон Македонија? Дали го имаме гледачот се уште? Не. Добро, еве, со оглед на тоа што пред малку напоменав дека пожелно е да не заследите и тоа веднаш на Инстаграм Црвена линија. Доколку кликнете на Инстаграм стори, сега ќе имате можност да видите како изгледаме таму. Ова е нашата денешна анкета. Прашањето е задоцнет ли е говорот на премиерот Ковачевски? Две опции за одговор да и не, зависно од тоа кој е вашиот одговор, а резултатите таму некаде по рекламите ќе ги соопштиме. Секако сега да слушнеме, па и од следниот гледач или гледачка, дали сметате дека е задоцнет говорот на премиерот Ковачевски? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден. Говорот не е задоцнет, како сакаат они се прават. Не знам, можда и со европско знаменте пак ќе донесат некои одлуки, за нив не важат, како да кажам, ништо не важи. Како сакаат, така си прават. Меѓутоа, ја мислам дека нема надеж. Меѓутоа, за жал, кај нас све е можно и се може да се случи. И го слушам бугарскиот председател, па не можам да сватам како се слушал и што збори као народот да не знае, ги имат сите права, имат овона. Па ја не знам овде кој човек во Македонија нема некое право. Значи, било од која нација нека е. Значи, ние сме најлибералната држава што може да постои у свет. Затоа што кај нас малцинството имат повеќе право од македонците. Значи, сегде се застапени, сегде ка можат, каде сакат, што сакат да прават, да одат, да се вработуват и ред други работи. И не можам да сватам како може некој вака да збори јавно кога тоа не е точно. И тука читам нешто во Европската унија за Македонија. Ништо нема Европската унија за Македонија. Македонија оние гледаат како што ја гледаат, како да кажам физички, никако другше. И гледаат што можат унутра повеќе да направат против Македонија, не за Македонија. Каква Македонија, какви бакрачи. Оние ако сакала, уште одамна може Македонија да ја примат, затоа што Македонија од секој пат имаше подобри односи од било која држава, они што ја примила и подобро функционираше. Меѓутоа, за жалост, дека друго е работата, така да нема шанси, ако сакат они да лично, пак ја кажам, со знаменце, она ќе си направат. Иначе вака регуларно, мислам дека не би можело да дојде до такво нешто. Благодарам и што дадовте одговор на нашите прашања. Продолжуваме. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти до тебе. Голем поздрав и до вас. Па јас сакам да кажам, веќе идат избори. Му дојде паметот на Ковачевски. Јас мислам дека тоа е. Но касно стиже Марко Кранеца Косово поли. Изгубе Косово. Не може тоа. Така. Треба да се осветам. Како? Ме се од Украина. Петер.
Македонија е на нула. А еве според Добро. вас можно ли да се Добро. случат промени на европскиот став кон Македонија? Коли Според вас можно ли еве да се промени европскиот став кон Македонија? не верувам, тие за фактите не верувам да се правени. Нема Европа да попусти. Погledajte на попустата Европа не треба да попусти, да се промени. Али. Не знам како ќе биде. Како ќе биде на Македонија. Али, остана многу малку место. Уште 9 месеци избори. Толку. Толку ќе е та врата на овај министер. А ти не бидете. Ќе не само на него. Па да кажат и американско здраве ќе пада. Джабе и американско здраве ќе трага. Ама джабе. Тоа ќе заедно вече. Тоа не пата дай. Да пата се. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате и веќе почнеме малку и со твитерџи. Се разбира, ги откриваме твитовите кои што ги издвоивме со цел, можеби ќе имате и коментар, ќе се надоврзете, можеби ќе имате спротивно видување, но еве ќе почнеме и со твитот на Демир кој што напиша копи-пейст најпосле. Ед Д. Ковачевски со зборовите на Александар МКД. Како и да е, ова е всушност твитот кој што практично е одговор на насловите, а тоа е Бугарија кон Македонија се однесува како Русија кон Украина, рече Ковачевски на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик. Како и да е, ве прашувам, има ли воопшто надеж за бугарско-македонскиот однос и можни ли се промени според вас во однос на европскиот став кон Македонија? Добар ден. Ало, добре. Во Црвена линија сте, повелете. Телма и до слушателя Каменица. Много го поздравам, човек се грижи. Поздрав, Ева Вир, он да слуша. Вака сега, Румен Радев, председател на Бугарија. Нама ли го? Така, дека го намала таму тонот на телевизор. Да намалим, така, слушай сега, Румен Радев прикрива. Еве хитно се прекинат прво договорите со Бугарија. Ова приватно пазарување за желбите на бугарите. Од Румен Радев прикрива македонци има многу, но нема никакви права. Не само македонци 2 милиона, него и турци имат 2 милиона и они се па исто. Сите се, значи, со скратени со сите права у Бугарија. Македонците у Бугарија има многу жалби, значи се жалеа до Страсбург и ги добија сите за човекови права. Не го почитуваат бугарите. Ништо не почитуваат, пребидејќи ние имаме, поготово за македонците, пребидејќи македонците сега у Бугарија многу са за права, а вие со робов наши македонски влади ги уништуват правата и не ги почитуват. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па, може би ќе има надеж за бугарско-македонските односи, меѓутоа кога ќе го снема председателот Радев. Тој е толку голем националист и фашист, што мислим, ја не знам како не се срами кога ги дава оние изјави, како целиот свет и народ да не знае што се случувало и дали има македонци, нема македонци во Бугарија и дали ги уживаат своите права. Меѓутоа, може би и нашите политичари, историчари, може на интернет да се провери дека после Втората светска војна нивниот председател изјавува, тоа го има снимено на точно како он зборува, дека за македонците во Бугарија ќе се обезбедат школи на македонски јазик, им се дадат сите права да ги уживаат. Мислам, сето тоа треба да го најдат нашите од интернет и јавно да го пуштат како зборува нивниот председател тогаш после ослободувањето. Второ,
Исто има на интернет, кога ги нашите превземаат коските од Гоце Делчев да си ги пренесат кај нас, тие кажуваат, им се предават коските на нивниот најголем јунак, значи на македонскиот најголем јунак. А сега они друго зборуваат, тоа мора да се најде и да се пушти да го слушне и Европската Унија, зашто го... Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Секако ќе подсетам, внимавајте и на тајмерот 90 секунди, но еве ако ви се чини дека треба нешто плюс да додадете, секако сме отворени повторно да ве вклучиме. Имаме 5 активни линии. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Па видите, и грците нема потреба да подпишуваат договор со нас, па подпишаат. Така и бугари ќе легнат на брашно полека. Сега еуфоријата е голема и од наша страна и од нивна страна. Меѓутоа гледаме дека нешто ќе се движи, ќе се среди работа. Знаете, ние сами си кумуваме на оваа состојба со бугарите, да ви кажам право. И сега, знаете, ние само се переме дека друг ни е крив. Кога почнаа на овие луѓе дека да взимаат бугарски пасоши, да подпишуваат изјави дека се бугари по род, ние ги правдаме дека ама тоа економски бугари се тие. Па економските бугари го дигнаа бројот на бугарите во Македонија, зашто таму им пише од Скопје, од Охрид, од Велес, не им пише од Пловдив. А он се пише дека е бугарин. Па сега одете да кажете им на бугарите дека во Македонија има 3000 бугари само, а не на 120.000 како што тврдат они. Докажете бе, нека докажат. Они ги имаат папирите и изјавите, а ние само го имаме прстот во уста и зборењето и ширењето пропаганда. Така да, мислам дека ќе бидат притиснати сите, и бугарите, и ние. Гледате, на бугарите дискретно им се прави притисок. Не им се дозволува Шенген зона, не им се дозволува ова. Така им се блокираат фондови, така ќе мора да легнат на брашни они по полека. Вчера гледате ова како се изглупира во Ирска, па наши одма да ја бранат, па демек нашиот премиер закаснил, требало многу порано. Знаете, тоа е политика, бе. Јас ќе подсетам, само внимавајте на тајмерот и секако ќе ви се заблагодарам за вашето вклучување. Продолжуваме и со твитерџи, еве на оваа дискусија со вас ќе го прикажеме и твитот на антагонист кој што напишал: лагите на Бугарија за Македонија се исти со лагите на Русија за Украина. Тоа е една националистичка, империалистичка и колонизаторска идеологија. Ковачевски е тотално во право. А зошто не го кажува Мицко или Апасиев? Знаете зошто, нели? Но ние сакаме да слушнеме дали постои надеж да се подобрат односите помеѓу Бугарија и Македонија и дали гледате дека се можни, еве според вас, промени и на европскиот став кон земјава. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака сега, јас по мајка сум бугарка. Така? Инаку, значи, од моето раѓање од 60 година, јас сум нон-стоп по Софија, зашто мајка ми е од Софија. Сум имала таму и роднини, за жал сите испомрева. И уште јас, кога бев мала, оние тогаш не ги признаваат македонците. Јас, кога доаѓав во Софија, и мислам, и не ми сакав додам како растев, како ја осознавав целата работа, затоа што ме пречупкува, дојдоха србите. Јас, иако бев 7 години, кога почнав да разбирам, 8 години, јас си викав, јас не сум србинка, јас сум македонка, зошто ме викате така? Никакво, ви сте сички срби. Значи, од никогаш не признавале, нити ќе не признаат. Едино, ако не бидат притиснати во ќошот од Европската Унија, па тогаш да не признаат. Они никого не сакаат да признаат. Они се само и никој веќе. Еве како дете на родител, еве бугарка е вашата мајка, колку што разбрав. Дали никогаш сте се чувствувале еве неприфатени од оваа средина? Од нашава? Да. Од нашава јас не. Меѓутоа мајка ми во тоа време, 60-тите, 70-тите години, секојаш ја вика, ова е ќерката на бугарката. Јас тогаш и вика веќе кога бев 15 години. Зошто именувате така? Ова е ќерката на бугарката. Што има везе што е мајка ми? Значи, она е човек, не треба така да ги делиме луѓето. Вам, у Бугарија, одам, ми викаат, дојде српкињата. Вие викаат бугарката. Добро да што има везе. Значи, и ние сме си проклети, и тие се уште попроклети.
Така, благодарам многу, Драгон Еве, што се вклучивте и токму преку вашето лично искуство пренесовте како гледате на работите. Добар ден. Добар ден, Тик. Во црвена линија сте, повелете. Да си ми жива и здрава. Ви посакувам се најдобро јас сега. Гледаш, господјата кажа дека овој проблем не трае од вчера. Кажа убаво. Знаеш зашто го кажа убаво? Јас ќе ти кажем, ја имам исто така постари луѓи ово-она, Асеновград, Димитровград, Даниловград, ово-она, и кој ќе дојде нешто, вика, што си ти? Србин или бугарин? Македонец бе. Нема такво. Такво нема. И кој не доведе се да разговараме за такви работи, па ти знаеш кој за сега да разговара? Да разговара Заев, да разговара Османи, да разговара некој, па нека да се декларира, бугарин ли е или македонец? Зошто поставува вакви прашања? Па што они го измисли ова прашање? Ако на економски план ќе соработуваме вака, такви, не сега, имам сестра, фирма во Бугарија, едната овде, едната у Грција, едната ова, и ќе направи така еден конгломерат и не постои македонец. Тој филм нема да го видат, јас гарантирам. Не бугари, не албанци, никој да го види. Благодарам. Еве, според вас, постои ли можност, еве и тоа сакаме да слушнеме, да се смени европскиот став кон Македонија? Верувам дека гледачот повторно ќе се вклучи, бидејќи најверојатно се исклучи. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тинче, голем поздрав. Голем поздрав и до вас. Да ти кажем, прекрасна емисија за бугарите. Мене ми ово е многу чудно што стана. За све има решење. Само нема кој да, нели, овие што се продадеа сите за пари. Јас знам, ние каде останамо стечајци, ние нон-стоп си беме у Бугарија. Нели, Крива Паланка, Бугарија, колку беше ефтино сирење, кашкавал пунимо, по 100 марки, па се чудимо што да купимо. Толку беше убаво, толку се бемо здружиле и со старинари, и со полицајци. Не е имало никаков проблем. Ја не знам сега што биде, што починаат за тие бугарски пасоши, тие. Па они тие бугарски пасоши дека улегнаа, нели, први у Европа, и затоа овие нашите почнаа да вадат, пошто секој те праша имаш ли бугарски пасош, еве на пример имаш ли бугарски пасош, због тоа, ама они дали га тој искористија, дали, а овие нашите па некако све се, знаеш, пасе с нив, тој гледаше му како се гушкат, како некако нема прав човек да се заземе, да ги, мислим, да ги поправи односите и да се улегнеше му и ние у Европска унија и да немаше овој, мислим, овие лоши работи, да немаше овие, еве, народ колку кука плаче. Ајме, дали сте оптимист дека можеби и ќе се промени европскиот став кон Македонија? Јас сум за тој, ние да си кажем, ја нон-стоп, ја дури 3 пасоша имаше се, ми беа дури на кориците од позади, беше ми напишано што више идеше му ставило. Нон-стоп си беме у Бугарија. Ја не знам стварно што биде овој, зашто овај омр за мене овој дури не ми иде у глава. Дај Боже, не те чуем, Тинче, да биде се убаво, да се подобрат, да биде се убаво за сите и да нема више овакви работи и препирања, но само знам, нели, да... Така, благодарам многу за јавувањето. Подсетувам само, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Колку и да внимаваме на тајмерот, 90 секунди, многу пат сум рекол, веќе сраме да викам дека се малку, затоа што ние имаме многу работи да кажеме, ама не може, пошто нема време. Ајде да го искористите вашето време, сакаме да слушнем. Ајде, веднаш ќе почна да го користам. Инаку, ова не се македонско-бугарски проблеми. Ова се арнаутско-македонски проблеми. Меѓутоа, на арнаутите им помагаат Англија, Франција, Холандија, Белгија, Германија, Шпанија, Америка. Пошто тие капиталистички земји, ако не знаат некои, нека прочитат малку историја да видат како станале богати. Па како Африка, Азија, Америка ги освојувале, ги тепале тамо тие луѓе, злато, дијаманти, нафта, се им експлоатирале до ден денес, како можат и уште се таму, така да сега е веќе Македонија колонија на Европа и на арнаутите. Преко арнаутите си постигнаат целта, еве сега веќе нема што е македонско, ни влада, ни собрание, ни полиција, ни армија, Ајме, сметате дека по последниве случувања ќе се промени европскиот став кон Македонија? Нема промена, нема. Черчил пред 80 години рекол мора да уничите Македонија за тоа што се што е добро потекло од Македонија. Затоа
Проблеми ќе имаме, ама ако се свестиме ние се ќе се реши. А ако сме будели слепи и лагодни глисти, само може што поскоро да не снема. Благодаря многу за вклучувањето. И сега кога ќе подседнам 90 секунди е времето избрано со цел да се разбира во време траењето на целото издание на Црвена линија има повеќе време за повеќе гледачи. Така да продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па еве Бугарско-македонски односи нема да се подобрат никогаш меѓу нас македонците и тие бугари кои се вештачка творба, пошто овој полуостров бил македонски, од сегогаш прво постоела Македонија и македонци. Се друго е вештачко измислено и од македонците како род, значи, произлезено. Или па смешавина. Сега, зошто толку се мотивирани бугарите да настапуваат вака јавно антимакедонски, да не речем некој збор друг, нели ќе одговара според тонивно однесување, да не ни исклучите. Оти знаат дека во Македонија има влада која витка кичма пред сите непријатели на нас македонците. И знаат дека во Македонија се прави србизација на секој чекор, македонска песна не може да слушниш, се прави албанизација, се прави погрчување на се македонски. И од тога се викаат бугарите, абе ние да молчиме, да и ни ќе бараме бугаризација, кога таму почне да прават се туѓо да доминира. Добра, а сега тргнувајќи од оваа точка моментална, значи не од минатото, дали воопшто може да се подобрат и да има подобрување на односите меѓу двете земји, дали Европа ќе го смени свој став? И бугарите добри односи си имаат тие, заедно се сложни против нас македонците. Значи нашава власт не е моја, но тие и со бугари, со грци, со Тирана се сложни против нас македонците. Но вака сега, она што е најважно, темата е конкретна, знаете точно врз основ на за што зборуваме, еве ќе подсетам нормално со цел да се држиме точно до темата, а тоа е дека ќе подсетам премиерот Димитар Ковачевски во Рејкјавик упати остри критики за однесувањето на Бугарија и подпредседателката Илијана Јотова, велејќи дека нејзините обвинувања како Македонија не ги почитува правата на бугарите се неосновени, дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. И прашуваме дали воопшто постои можност да се подобрат односите помеѓу двете земји и дали гледате дека после сево може би и ќе се промени европскиот став кон земјава. Добар ден. Ало, добар ден, ако сум ја. Да, повелете. А шо му се криви србите, еве јас сум србин. И мене тоа многу ме нервира кога го слушам стално србите што ги напаѓа. Македонија нема проблем од србите и има корис од србите. Србија не спомага со се. Ајде да се вратиме сега на темата. Бугарите ќе не побугарат нас. Се додека секој, дали се слушаме? Да. Се додека младите не се пишат бугари, не извадат бугарски пасоши, во Европската унија нема да влезиме. Значи, тоа е договор меѓу нашата тука влада, ненародна, што сами се избраа, и бугарската влада. Значи, се оде на тоа за да се бугаризира Македонија, а не да се посрбе. Србите од туа се повлечија, ама за време турско, србите ослободија туа. Моите вујкови и дедо ми се борел туа за Македонија да ослободат, а не се бореле негвиот дедо и татко и он тука. 2001 и јас се боре за Македонија. И не е убаво тоа србите така да и напаѓат, треба да ги исклучите тие оти. Пола Македонија е срби. Јас сум србин и знам колку има срби. Молам вака сега, во однос на темата, ја ви го разбирам револтот, но сепак да се држиме до темата и драго ми е што кажавте став во однос на нашите конкретни прашања. Така да времето 90 секунди ве молам да го користиме во однос на она за што конкретно дискутираме. Особено тоа е добро и за гледачите кои што можеби подоцна ќе се вклучат, а ве слушаат бидејќи Црвена линија е целосно посветена токму на вашите јавувања и вашите излагања. Па нели да не се смени курсот не сакајки на темата во однос на тоа за што треба да зборуваме. Добар ден.
Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете црвена линија. Благодарам. Прво јас ќе речам дека преговорите не смеат да престанат, мора да продолжат да се дискутира, да се разговара и да се дојде до конечно решение. Ако ние престанеме да преговараме, верувајте дека автоматски ќе престанат сите можности да влеземе во Европската заедница. Ќе го поздравам председателот на владата, кој што веќе доста чутевне, добро им кажа во очи дека фактички бугарите не ги почитуваат законите ни во државата нивна, ни во со комшиите, а најмалце со Европската заедница, каде што им рече толку, судски решенија со кои треба да ги спроведе бугарската држава во однос на македонскиот народ кој живее тамо, воопшто не се ни погледнати. Ја имаат платено само казната колку што им е речено за секоја пресуда, али воопшто немаат мрднато со прст да ги запишат нашите македонци, да можат да формираат партии, да можат да се декларираат како македонци, да можат да учат на македонски јазик, се што на еден граѓанин кој се чувствува поинаку од нив, они фактички тоа право го немаат. И затоа мислам дека во рече председател на владата што го изнесе и го поздравувам уште еднаш и сите и понатака да почнеме да им кажуваме во очи дека тоа што го прават не е добро. Така, благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Видете вака, да не ме свати некој погрешно дека ја ги поддржавам Бугарија. Знаеш колку ми е гале за нив, колку убаво ме боли за нив. Ама ич. Али ќе кажам, ние немаме проблем со нив. Проблем ние се они се насускана нација која се доживува као да е демек поблиску по јазик, по све, ама не е поблиску до нас, затоа што они се извитоперени со македонскиот јазик, благе везе немаат. Али затоа нашиот јужен душман, јужниот комшија што за 1 мај сите запалија колите и отидоа таму у Салоника, наместо да речат не му давам пари на него. Парите ќе ги оставам на друго место, ама нема да му ги дадам парите на јужниот сосед. Така да таму е проблемот. Тој не негира нас. Тој усред Скопје, тој Мицотакис и како му беше презиме премиер нивни, ги тераше нашиве тука да ги менјаат имињата на некои улици таму што не му се допаѓало. А во однос со односите со Бугарија, еве конкретно сметате ли дека ќе се смени европскиот став? Наметната работа, наметната не дека они сакаат, мораат да го завршат тоа. Они се исто, како да ти кажам, извршители на некоја појака сила, им налага, морате вака да им правите, затоа што они мора да ги снема. Желба на некого му правим, му прават они на некого желба. Тоа се американци. Благодарам за јавувањето. Одиме со твитерџи, еве уште еден твит од Джеф, кој што е напишан дури на 26 февруари, но еве што има напишано. Зошто Бугарија не бара заштита на правата на бугарите во Грција? Прво, тие луѓе таму се изјаснуваат како македонци, второ, Бугарија останува партнер со Грција во уништувањето на Македонија. Еве, може ли се промени во европскиот став кон Македонија и дали сметате дека и говорот на премиерот Ковачевски може би задоцнет? Добар ден. Ало. Добар ден. А говорот на Ковачевски е многу задоцнет. Тоа требаше он многу порано да го каже, да речеме, че кога дојде премиер да биде. А не сега тоа да го кажува само провокации да ствара со бугарите. Бугарите се однесувале како русите спрема украинците што се однесуваат. А како се однесуваат бугарите? Тоа до раководството кај нас не чине. Е многу гнило труло и не знаат какви изјави дават. И народот тука најмногу страда. Тука нема работа. Мора да се пише бугарин и бугарите тоа го користат. Раководството кај нас треба да се смене. Да биде народно, од народот избран. А не туку така, еве го, вие ќе ме замени и готово. Тоа нека нема избори. Се извинувам, дали ќе се смени, според вас, дали ќе се смени сега европскиот став кон земјава? Нема да се смени. Европа од увек била за да се уништа Македонија. Европа, ако била за Македонија да постои, Македонија е библиска земја.
и римјаните ќе ги истерале од тука. А после турците, кога дошле и турците немале да бидат тука 540 години, ќе ги избркале од тука. Значи Европа е увек за уништување на Македонија. Европа дозволила за Македонија да ја поделат на 3, не на 3, току на 4 дела, и има и у Албанија дел. И сега поголем дел па треба со Албанија и Косово да се спои, и еден дел со Бугарија. Значи тоа Европа го прави за Македонија да биде уништена, а Македонија е библијска и тоа што е пишано во Библијата нема никогаш до свршеткот на биен свет, нема никогаш да биде уништена. Благодарам многу за јавувањето. И кога сме веќе кај социјалните медиуми, подсетувам да следете ни на Facebook Црвена линија, како и на профилот на Телма телевизија. И оно што е интересно на нашиот профил на Facebook, каде што е објавена темата, меѓу другото е фотографијата со која што ја означуваме темата за која што денес зборуваме, имаме коментари. Многу е интересно дека навистина слободно ќе кажам да не изнервира, можеби и да провоцира. Има најмногу коментари од Вергинија Генчева, така да еве препорачувам да погледнете и да видите што се е постирано. Најчесто се тоа видео од YouTube, каде што еве да речеме насловот е српски историчари, македонците ги измисли Тито, па потоа компилација македониски признанија и така натаму. Но еве дали воопшто постои надеж да се подобрат односите помеѓу двете земји и секако дали сметате дека ќе има можеби и промена на европскиот став кон земјава? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па вака, мој став е дека односите со Бугарија ќе ги подобриме. И овакви лоши односи ги створија бугарските политичари и нашиве македонски политичари. А зашто ги створија овако? Прво ги створија да го сокријат криминалот, поготово Македонија политичари. А второ, да профитираат политички. И овој спор некако јасно се гледа дека може одма да го реши и Америка, пошто сме двете членки на НАТО, и Европска унија. И не знам уште живее. Мене највише ме мучи Европска унија што ги бара кластерите. Кластерите се папки, судство, образование, здравство. Ние воопште не сме спремни за Европска унија. И тука највише ме боли. Иначе ова со Бугариве, мислам дека ќе се среди, уште еднаш да кажам. А Европска унија, поготово што не се средени овие наши кластери, Европска унија може геополитички да не прими како што ја прими Бугарија. Бугарија исто беше не средена многу. Поздрав, почитуваме водителке, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Продолжуваме, имаме се уште време и сакаме секако да слушаме. Еве и според вас дали може би задоцнет говорот на премиерот Ковачевски, воедно тоа ни е и денешното анкетно прашање на Инстаграм. Заследете не, се уште има време да дадете ваши одговори на Инстаграм стори. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, па Добар ден, повелете. вака сега. Ако има македонци воопшто во Македонија, дали знаат дека целиот балкански полуостров до пред 200 години се викал Македонски полуостров? Дали знаат овие наши македонци дека Радев, што бил представник пред 110 години, кобајаѓи од Македонија преку Бугарија за делење на Македонија, дека Радев, тој тогашниот Радев е сега дедо на овој председателот Радев, бугарски. Значи, тој е внук на тогашниот Радев, сегашниот председател. И ние сакаме подобрување. Арно, ама, уште полошо е, што во Македонија не владеат македонци. Овде владеат не македонци. Што од Европа, европските држави, една нема што се капиталистки, што не биле робовладетелски држави, што не биле колонизаторски држави, што не се збогатиле со парите и маката на народот, на луѓето од Африка, од Азија, од Америка. Па оде таму колонизирале земји,
Па ги тепале Дали тамошите. сте целосно песимист дека нема да се промени европскиот став кон Македонија? Каква Или ќе има промена некаква промена? Европа, сите знаат дека и Германија, и Франција, и Англија, и Холандија, и Белгија, и Англија, и Шпанија, сите се против Македонија. Добро, благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Сина, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Фала Богу, една шија да добијам црвена линија, секако ме нечите во наградната игра, а добивам. Драго ни е дека сте во црвена линија. Живко од општина Кривогаштари. Па еве што ќе кажете во црвена линија, имате ли одговори на овие прашања? Дали се слушаме? Видете вака, според темата, може ли се има надеж за бугарско-македонски односи? Никаков надеж нема. Зошто? Да го намалам телевизорот и ќе ви... Да, задолжително намалете го тонот на телевизорот. Видите вака, кој надеж имаме со Бугарија? Да, се Европа не дејчиме луѓе. Еве сме равне име, еве сме равне се. Што треба сега? Да се обесиме уште па да не примат Европска унија. Ние веќе чиста лага, други не нејчи, Франција, Америка. Тоа е тоа. Ете го сме равне името и што добивме од тоа што го менавме? Ништо од тоа нема да биде. Дај да се свртиме, дај да мислиме ние како македонци. Ама со ова влада све е пропаднато. Жал ми е за овај народ. Јас имам кажано, нема да кажам зошто, ќе ми помени времето, изгубим време. Благодарам сепак што се вклучивте во црвена линија. Ако има гледач, новите 90 секунди одат за вас. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ќе го намалам тонот на Да зборуваме телевизорот. преку слушалка за да не доцне ниту звукот, ниту јас да се повторувам од таму каде што е телевизорот. Да. Не само, сите збораат бугарско-македонски односи, она, вама, тама. Како може во Швајцарија и така натаму да има сите еднакви права, а не само како во Македонија, албанци, македонци, каде се бошњаци, каде се турци, каде се роми, каде се сите други националности кои што треба да влезат во устав на Македонија. Ајде во однос на односите помеѓу земјава и Бугарија? Добро, И барањата на Бугарија помеѓу секако. Бугарија и земја, видите, многу македонци зема бугарски пасоши, државјанства, лични карти кои што мора да бегат од Македонија затоа што не имаше вработување, не имаше никаков живот во Македонија и си бара спас од своја земја да бегат во туѓа земја и да си работат и да си спечалат некој денар да ги прехранат. Еден од гледачите рече дека тоа е можеби факторот што се враќа како бумеранг сега во барањата на Бугарија. Не знам ништо, само знаем дека, пример, ќе го кажам отворено, дека Македонец не владее со Македонија. Македонцето го ја продадем. Благодарам за јавувањето. Стигна и времето за реклами. По рекламите повторно со црвена линија, но сега дојде време и да ви ги соопштам и покажам резултатите од Instagram Story анкетата. Ќе ве потсетам за следете не и на Instagram и на Facebook и секако на Twitter. На прашањето задоцнет ли е говорот на премиерот Ковачевски, со да одговорија 78%, со не 22%.
Тука секако ќе се заблагодарам на сите вас кои што активно земавте учество во ова издание на Црвена линија и секако се слушаме, а и ги поканувам останатите еве кои што не се јавија да се вклучат утре во новата тема и новите дебати токму со вас. Но она што е најважно во следново време доаѓа заврти на Телма. Тоа значи дека вие треба да си останете од Црвена линија на програмата на Телма и да си причекате за многу кусо време да ви се случи заврти на Телма, а во заврти на Телма и да се освои супер вредна награда. Меѓу другото, еве ќе ви прочитам и прашања да си ги забележите и меморирате, затоа што денес треба ли да се освои телевизор. Ете, за тоа ќе играте секако. И, драги мои, еве, внимателно забележете. Едно од прашањата кои што ќе бидат во заврти на Телма е: кој го позајмува гласот на магарето во Шрек? Еди Марфи или Вил Смит? Колку е бројот 2 степенува на 3? Еве и трето прашање откриваме: каде се наоѓа Европскиот суд за човекови права? Дали тоа во Хаг или во Страсбург? Секако треба да бидете подготвени, бидејќи ќе имаме и прашање која пееше Do you think I'm sexy? Дали е тоа Род Стюарт или Блонди? Но знам дека ќе ве има и секако што поскоро сакам да доделам телевизор на кој што ќе продолжите да ја гледате програмата на Телма.